Isisjajuši Tebe, Gospodi, Trojice stoji javisja poklonenije. Roditele Boga, svijetelstvo vaše Tebe, возлюбленога Тя Сина именуя, и духови Неговине, известно ваше словесе утвърждение. Являй се, Христе Боже, и ми просвещай, слава Тебе. Во Јорданije грішаjušися Тебе, Господи, Троическо и явися поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина именуя, и духови Неговине, известно ваше словесе утвърждение. Являй се, Христе Боже, и ми просвещай, слава Тебе. Во духот на верата и традицијата, оваа година група на спортисти на еден поинаков начин решивме да го обележиме големиот празник Богојавление Христово, каде што во во едно од плетварските езерца, кое што е цело заледено, решивме да, како што кажав, на поинаков начин да го обележиме овај голем ден за нас православните христијани. Цело езеро е замрзнато со дебелина околу 15 см мраз, каде што веќе уште од раните утрински часови дојдовме да го подготвиме, да направиме, како што кажав, во форма на крст, за да го обележиме овој голем ден. Какво е чувството после легувањето во водата? Да, чувството е прекрасно. До сега не сме биле, ние сме скокали по крстот во светите води, по светиот крст во базентите, но како што кажавме ова година за прв пат и се надеваме дека ова ќе прерасте традиција, за до година уште помасовно да го обележиме овој голем ден во планински води. На ова ми е втор пат кога што се фрлам по крстот. Лани се фрлавме со оглед на ситуација ова година. Овде супер е, убава е традицијава. Сепак ова се прави за здравје. Реков ти лани за прв пат скокавте по Светиот крст во базентите, какво е чувството? Дали е поразлично од таму и тука? Чувството е многу поразлично, водата е многу поладна, но сепак се мотивируваш за здравје и тоа е тоа.